Тимот на ексклузив викендот и убавото време реши да го искористи за напад низ Македонија со овој убавец зад мене или Шкода Суперб од Порше Македонија. Бевме првен во Прилеп, а потоа во Битола, сега се наоѓаме во Охрид, од каде ќе се упатиме на кај Свети Наум, каде што Ѓоко Таневски го снима својот најнов видеозапис. Останете со нас. Никогаш доста од мене љубовта е твоја. Оди ти, биди срекна и мај. Се што јас нема никогаш да го имам. Гради нас од цвеќе, срекно мало дете со очи ко твоите очи. Гради нас со рози. Ѓоко, се наоѓаме на твоја територија, Охрид, Свети Наум, острова. Што уствари прави Ѓоко Таневски денес? Денес ќе снимам спот после не знам колку време. Има забораено. За една добра ствар на Дамјан Лазаров. Субвенцијска песна, мора да кажам. Така да заслужува да ја чујат и да ја видат. Зошто баш тука Охрид, Свети Наум? Па Охрид обично сите го одбираат. Има доста спотови што се тука снимани, но јас ќе покажам дел од Свети Наум кај што Ретко кој тука снима? Да снимаат, од народната фела повеќе снимаат. Но ете јас мислам дека ќе доловиме нешто што не е досега видено и експонира. Ѓоко, се исплати ли да се снимаат спотови во Македонија се уште? Види, тоа е дискутабилно, затоа кажам дека е субвенцијска песна, дека си е платено тоа што државата даваше. Не знам колку се исплеќа, затоа што колку знаеме дека освен вас за среќа што ве добивме во етерот да не промовират и да пуштат наши видеа, на други места не се пуштаат за жал. Односно има нешто и на македонска телевизија да го следам. Кој е твојот најскап спот во периодот што си го снима? Најскап спот, па не знам, 1000-1500 евра. Тоа е најскапот? Да. Јас, да. За жал, можам да кажам, затоа што после тука... Ти е криво што? Криво ми е, да. После... Не, криво ми е што не сум вложил повеќе. Што не си вложил повеќе? Затоа што... Ете, колку време сум на естрадава кариерата, баш и не ми е... Колку спота имаш ти? Јас не сум дека е некоја сјајна кариера. А за тоа виновен кој е? Ти самиот, медиумите, публиката? Јас самиот. Дефинитивно јас самиот, затоа што на многу малце вложил до. Ѓоко, не ми кажа кој се погрижи за твојот стајлинг? Јас. Ти сам? Со жена ми. Жена ти те обликува? Во Охрид и нема нешто каде да се избера? Да се не сега не сам да ги вреѓам дуќанџиите охридски, но во секој случај друго е Скопје, пошто еве на Бубамара бев облечен во синьори, ако кажам така. Тоа да не е. И имаше многу, значи позитивни критики кога ќе те облече некој, кога тоа се изгледа фино и се. Изгледа светски, а во Охрид тоа што има по дома. Добро. Не ми кажа песната како се вика? Песната се вика... Уште немате име, смислам. Уште не знам кој ќе биде името. Немаме уште име, знаеш дека? Така да, балада е во секој случај, ние сме разделени, па девојката сваќа дека не може без мене и се враќа кај. Супругата нема да се налуди дека има девојка во спотот? Не, супругата веќе години долги знае што работам, така да немам никаков проблем. Така. Ѓоко, ти благодариме многу за одвоеното време. Сега можете и во соба да ме фатите со некој. Па нас тоа ни одговара да бидеме искрени, така нема проблем. Ама не знам како ќе се правдаш кај супругата. Мислам дека тоа нема да ти помине, тоа не е. Ќе се договарам. Пред време ќе се договарам. Добро. Ти благодарам многу. Благодарам вас. Гради нас со рози,